Добар ден и добродојавте во уште едно издание на Формула 1 на македонски. Најнова вест, Даниел Рикјардо и официјално од следната година се приклучува кон тимот на Вокинг, односно кон Мекларен. Тоа значи дека веќе се официализира со ова и трансферот на Карлос Саинц од Мекларен кон Ферари. Следната година пополека коцките паѓаат во свое место, се пополнува трансфер пазарот. Сега последното прашање останува дали ова значи дека Себастијан Фетел оди кон пензија. Слободно место има во тимот на Рено, откако Даниел Рикјардо одлучи да потпише со Мекларен, меѓутоа не верувам искрено дека Себастијан Фетел би прифатил трансфер во Рено. Мислам дека е се поизгледна опцијата дека сепак ќе оди во пензија, можеби ќе се врати за сезона 2, откако малку ќе се одмори. Мислам дека неговата амбиција некако во последниот период не е на потребното ниво и затоа можеби на крај се одлучи, откако прекина оние преговори со Скудерија Ферари, можеби се одлучи да доврши оваа сезона кукава и таа да биде и на крај да стави крај на сезоната, односно да стави крај на својата кариера во Формула 1. Останува да видиме уште неговата одлука, меѓутоа официјално од денеска Мекларен само што ја објави веста на нивниот вебсајт, Даниел Рикјардо се приклучува на Мекларен. Тоа автоматски значи дека Карлос Саинц е веќе потврден во Ферари. Така да ги очекувам вашите коментари, што мислите за ова, какво дуо ќе бидат Даниел Рикјардо и Ландо Норис во Мекларен, дали ова ќе му помогне на Мекларен уште да направи уште еден чекор назад кон победничките патеки, како ќе се снајде Карлос Саинц во Ферари, дали тоа значи дека тој ќе биде број 2 возач за Чарлс Леклерк или ќе му дадат еднаква шанса и на Карлос Саинц да го докаже својот квалитет. Многу интересни новини во овој период додека чекаме конечно да започне оваа нова сезона во Формула 1. Како и секогаш, доколку ви се допаѓа содржините на Формула 1 на македонски, ве молам за лайк, шер и сабскрајб. Коментарите секако добредојдени и вашето мислење ми е многу битно, така да во коментар очекувам да ми кажете што мислите за целата оваа ситуација и секако се гледаме во некоја следна прилика. Поздрав!